Не постои ден во кој што новинарите кога ќе ги отворат извештаите од билтенот на сектор за внатрешни работи Велес, во кој што нема регистрирано случај на пријавување на насилство во кое што се жалат жени од собствените мажи, или пак има и инцидентни случаи на мажи кои што се жалат на насилство од жена. Но многу покарактеристично според нас новинарите е и тоа што, например, се регистрираат бројни случаи на насилство кое што го трпат родителите од страна на децата. Дали може како организација со вашето советувалиште да се интервенира, да се помогне и во овие случаи? Значи, во изминатиот период ние сме имале само еден случај на еден маж кој што дошол во сервисот за психолошка поддршка, барајќи правна помош што понатаму и како да постапи, затоа што он пријави семејно насилство, значи од страна на неговиот син и неговата сопруга. Како случај, ние го упативме него да први, нормално е дека ние како организација мораме координирано да работиме со институциите, го упативме во Центарот за социјална работа, да се обрати, да се пријави како случај, а ако веќе има потреба од застапување од страна на нашиот адвокат, дека стоиме на располагање, дека можеме да му помогнеме. Меѓутоа, ние не смееме како организација да ги прескокнуваме институциите. Сите жртви што доаѓаат кај нас да побараат помош, ние мораме да ги прашаме дали тие претходно случајот го пријавиле во полициска станица и во Центарот за социјална работа. Сепак од психолошка гледна точка, што ни се случува нас во локалната заедница или во локалните заедници? И може ли да им се помогне? Значи, ние како психолошко советувалиште работиме воглавно со жени и деца жртви на семејно насилство, но жени кои што одлучиле да го напуштат насилникот. Затоа што мојата работа како психолог е јакнење нивно, односно психолошко јакнење. Да им се наметне тоа дека тие не се виновни за насилството. Затоа што жената најчесто која што е жртва, постојано се обвинува дека ако таа не го провоцирала сопругот, немало да биде удрена. Значи, мојата цел, односно мојата работа како психолог е нивно психолошко јакнење, реинтеграција и ресоциализација, повторно вработување, повторно комуникација со луѓето, повторно доверба, затоа што насилникот како насилник, за да владее, тој прави еден круг, односно ја оддалечува од сите блиски нејзини, за да нема таа контакт и да не може да побара помош. Значи, мојата работа како психолог е всушност нејзина јакнење. И сум им постојано достапна. И доаѓаат на третмани, кога доаѓаат на третмани работиме, меѓутоа јас сум им нив активна, односно достапна постојано, затоа што може да ме контактираат и на Viber и на Messenger, кога ќе се најдат во ситуација која што сметаат дека има многу тешко и не можат да се соочат со тој страв, стрес кој што владее во моментот со нив. А што е со децата? Со децата, значи, децата, за жал, без разлика дали се директни жртви на насилството или не, сепак тие се жртва на насилство. Дали ќе бидат малтретирани од нивниот татко или не, тие се жртва затоа што гледат. Затоа што кај нив се јавува, може да се јави несоница, може да се појави депресија, може да се јави пилтечење, може да се јави повторно агресивно однесување. Значи, може да се јави од повлекување до агресивно однесување. Во зависност од тоа дали тие се машки или женски. Ако гледаат дека мајката ќути, односно трпи насилство, а они се девојчиња, голема веројатноста да прифатат врски и другарување каде што тие ќе бидат жртва. Затоа денеска е толку актуелен и булингот. За разлика од машките, ако гледат дека таткото малтретира, најчесто тие се насилниците, кои што во иднина и ќе се тепаат, ќе сметаат дека нема комуникација, туку има решавање на проблемите со насилство. Затоа кажувам дека треба ние да превенираме и ме радува што веќе почнува во образованието да се воведува предмет кај што има ненасилна трансформација на конфликти, односно решавање на проблемите на мирен начин.
Дали некогаш организација на жени размислувала да го отвори пошироко ова советувалиште, можеби низ некој нареден проект, бидејќи состојбата еве на терен или во нашите локални заедници покажува една сосема друга слика. Да, како што веќе и претходно напоменав, ние веќе во изминатиот период долго време разговараме и правиме напори да обезбедиме одржливост. Значи, прво, ако сакаме, значи да даваме на вистина добри услуги, макар да тие се квалитетни и без разлика во колка простор ние, значи во моментот Организација на жени има 2 простории, кои што ги користи, едната ја користи за психолошко советувалиште, а другата за останатите активности кои што се предвидени со програмата на Организација на жени. За советувалиште да биде она право советувалиште, значи ние мораме да исполнуваме одредени критериуми. Значи, прво треба да имаме доволно простор за да се лиценцираме и понатаму за да можеме и средства да добиваме и преку Министерството за труд и социјална политика, не само да бидат оптоварени општините. За жал во моментов ние користиме само 2 простории, не ги исполнуваме критериумите, се надеваме дека во иднина можеби нешто ќе се промени, можеби ќе се најде некој простор на некоја друга локација каде што ќе ги исполнуваме сите можни критериуми кои што ги дава Министерството, ги налага Министерството за труд и социјална политика. Проблемот е навистина голем и тежок за жал, затоа што бројките покажуваат од година на година се повеќе и повеќе жртви. Се надеваме со помош на локалната самоуправа, не само да речам на општина Белес, затоа што ние ги покриваме и соседните општини, значи сите заеднички треба да направиме за едноставно да се обезбедат сите, да издвојат средства од буџетите и да можеме навистина да функционираме така како што треба. Затоа што на жените им е потребна ова психолошка поддршка, така да се надеваме дека во наредниот период ќе имаме можности да размислуваме и за нешто подобро функционирање на сервисот.